Државната изборна комисија и официјално ги објави резултатите од одржаното ждребување за редоследот на кандидатските листи на гласачките ливчиња. Според единствениот добиен број, секој од подносителите ќе биде распореден на гласачкото ливче во поодделна општина, каде што истакнал своја предлог листа на кандидати за градоначалник или за членови на Советот. Ждребката определи во општина Кочани на гласачкото ливче за избор на градоначалник прв да се најде кандидатот на Социјалдемократската партија на Македонија, Методи Јованов, бидејќи партијата што го предлага го доби редниот број 1. Под него на ливчето ќе се најде името на кандидатот Радко Димитровски, предложен од ВМРО ДПМН, која го доби редниот број 7. Кандидатот Николчо Илиев, подржан од СДСМ и коалиционите партнери, ќе биде трет на гласачкото ливче, бидејќи партијата што го предлага на државно ниво го има редниот број 19. Во однос на советничките листи пак, распоредот ќе биде сличен, односно под реден број 1 ќе биде листата од ВМРО ДПМН, чиј носител е Лазо Митев, потоа од СДСМ со носителот Томче Солевски и на крај предлог листата од група независни избирачи, чиј носител е Венко Крстевски. Во општина Виница, каде има само двајца кандидати за градоначалник, прв на гласачкото ливче ќе биде кандидатот на ВМРО ДПМН Мартин Павлов, а втор кандидатот на СДСМ Ивица Димитров. Кај советничките листи пак во оваа општина подреден број 1 ќе биде предлогот на партијата Народно движење за Македонија, која на ждребувањето во Државната изборна комисија го доби бројот 6. Веднаш зад неа следуваат предлог листите за советници од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Во општина Зрновци прв на гласачкото ливче за избор на градоначалник ќе биде кандидатот од Социјалдемократската партија на Македонија, потоа од ВМРО ДПМН, па од СДСМ и на крај кандидатот предложен од група избирачи. Кај предлог листите за советници, прва на ливчето ќе биде листата на ВМРО ДПМН, потоа на СДСМ и на крај независната листа предложена од група избирачи. Што се однесува за општина Чешиново Облешево, каде за градоначалник имаше само две поднесени листи, прва на ливчето ќе биде онаа со кандидатот предложен од ВМРО ДПМН, а по него предлогот на СДСМ. Во однос на советничките листи пак, ситуацијата е слична како во Виница, односно под реден број 1 ќе биде предлогот на партијата Народно движење за Македонија, а потоа ќе следуваат предлог листите за советници од ВМРО ДПМН и СДСМ. Според роковникот на Државната изборна комисија, утврдените единствени листи на кандидати најдоцна до 21 септември треба да бидат јавно огласени во сите населени места во определената општина на која тие се однесуваат.